14-та задача. Напиши програма која внесува 7 броеви во низа и брои колку од нив се парни. Да ја искористиме претходната задача кај што имавме 5 елементи во низа, сега ни требаат 7 елементи. 7 елементи внесува и брои колку од нив се парни. Значи ни треба еден бројач, еве така нека се вика, бројач, кој што ќе го иницијализираме на 0. Ајде да видиме сега. Ни требаат 7, значи овие 0 и помало од 7 и плюс, овде ги внесуваме елементите на низата и треба да изброиме, значи не треба да ги отпечатиме, туку треба да изброиме колку од нив се парни. За да го направиме ова, циклусот овде исто ни е до 7. Имаме if, проверуваме за секој број дали е парен, if a од i процент 2 е 0, значи ако бројот го поделиме со 2 и добиеме остаток 0, бројачот го зголемуваме за 1. Вака. Значи додаваме уште еден број, броиме колку парни броеви има во низата. И на крај да отпечатиме. Вака, во низата има бројач парни броеви. Да извршиме задачата. Да видам само овде точка запирка не ставив. Гледате кога има грешка, ова е синтаксна грешка, компајлерот ме јави во 17 ред дека имам направено синтаксна грешка и еве ми напиша дека очекува точка запирка пред return. Имав пропуштено да напиша. Ја поправам грешката и пак build and run. Внесувам броеви. Еве нека се вика дека во низата има 3 парни броеви. Ајде да видиме. Значи, еве го 1, 2, 3. Точно дека има 3 парни броја. Да истестираме уште еднаш. 22, 23, 26, 66, 81, 9, 0 исто е парен број. Сега дава дека има 4 парни броја. 10, 22, 26, 66 и 0. Значи има 4 парни броеви. Може да додадам јас сега овде услов, ако е 0, да ми напише дека нема парни броеви. Еве да испитаме. Ајде, ако истестирам, ако не ставам ни еден парен број. Вика дека во низата има 0 парни броеви. Може и вака, а може и овде ако додадам if бројач е 0, cout во низата нема парни броеви, else вака, да искомпајлираме и да извршиме.
И сега ако ставам само непарни броеви, ќе ми напише порака во низата нема парни броеви. Ако пак ставам да има, еве, во низата има 2 парни броеви. Тоа е решението на оваа задача.